Република Северна Македонија ги прави последните чекори пред членството во НАТО алијансата, нашиот стратешки и државен приоритет број 1. Денеска ги правиме и последните чекори во подготовката. Нашата амбиција не е само да бидеме членка на алијансата. Амбицијата ни е да бидеме добро подготвена членка, која целосно ќе ги искористи предностите на НАТО членството. Затоа денеска навистина ми е задоволство што со поддршка на Обединетото кралство ја организираме првата серија на подготовки како системот домашен на државата ќе функционира во соработка со нашата постојана мисија во НАТО и на кој начин ќе го извлечеме максимумот од нашето членство во најмоćниот воено-политички сојуз на денешнината. Дополнително сакам да кажам дека вестите кои што стигаат од Шпанија навистина се позитивни. Очекуваме во следните неколку недели овој процес целосен на ратификација да се заврши и очекуваме, како што чувте, веќе на 11 февруари и нашето собрание да даде зелено светло за ратификацијата на нашиот протокол за членство во НАТО. Заедно со ратификацијата очекуваме собранието со двотретинско мнозинство да го поддржи и законот за одбрана. И затоа сакам да искористам оваа прилика и да порачам дека оправдувања веќе не се прифатливи. Законот за одбрана е реализација на нашиот државен сон. Ако сме членка во НАТО, мора да бидеме способни да искористиме привилегијата и моќта која ни ја дава НАТО. Да зборувате за НАТО членство, да се залагате за НАТО членство, а потоа да не го гласате законот за одбрана е неприфатливо. Се надевам и очекувам дека секој пратеник во нашето собрание, соочен со, јас би рекла, државната обврска, да се поддржи овој успех на државата, ќе го направи вистинскиот чекор, ќе ја донесе вистинската одлука и заедно со ратификацијата на НАТО протоколот ќе имаме и целосната законска регулатива која што го носи законот за одбрана. Во овие следни 2 недели ги правиме клучните чекори и за нашето членство во НАТО и за нашето членство во Европската унија. Законот за одбрана и законот за јавно обвинителство се тест за секој пратеник и за секоја политичка партија. Дали само зборуваат за ЕУ и НАТО или се подготвени реално да ги поддржат вистинските реформи зад кои застанаа и ЕУ и НАТО. Убедена сум дека граѓаните ќе го препознаат тоа и убедена сум дека ќе гласаат за да државата продолжи во насока на стабилност, безбедност и просперитет. The UK is extremely proud of its strong security and bilateral relationship with North Macedonia, which has only strengthened over recent years. We look forward to continue to support your Euro-Atlantic integrations, and I'm personally really pleased that in the days before you meet your aim of acceding to NATO, that we can be here and have our delegation from Brussels here to be part of helping you to prepare. Обединетото кралство е навистина гордо што има исклучително блиска билатерална безбедносна соработка со Северна Македонија и во овие предстојни денови пред вашето полноправно членство во НАТО ни представува задоволство што имаме делегација од Обединетото кралство присутна тука која што ќе ви помогне во вашите напори за интеграција во НАТО. We support the transformational reforms that have already taken place and are continue to take place, and we will do so for the future through training. We currently have people in Krivolak working together with the armed forces. We have advisors in the ministry, and we will continue to do so. И досега, како и досега, ќе продолжиме да ги поддржуваме вашите напори во трансформацијата и реформите на вашата земја. Во моментот спроведуваме обуки, во моментот имаме тим кој што се наоѓа во Криволак и работи со вашите вооружени сили, како и советник кој што е постојано распореден во Министерството за одбрана. North Macedonia has already been playing its role in NATO, and now it will take its rightful place in the decision-making structures, as we all saw in the proud moment of North Macedonia's flag flying at the NATO summit in London in December. Северна Македонија веќе игра една важна улога во мисиите во НАТО и со нетрпение очекуваме
очекуваме да ја преземе својата улога како полноправна членка на исто рамниште со сојузниците. А ние веќе тоа го видовме за време на самитот во декември, кога знамето на Северна Македонија гордо се вееше со знамињата на сите други членки. Ви благодарам.